Во основното училиште Киро Глигоров, лоцирано во општина Центар, на 9 февруари, дете од 4-то оделение дошло на училиште со нож вранец. Родители кои се обратија до редакцијата на Канал 5 се загрижени за безбедноста на нивните деца. Велат дека ова дете и претходно правело проблеми и бараат надлежните да постапат. Според родителите, по инцидентот со ножот била контактирана неговата мајка, која потпишала изјава дека таа го ставила ножот во ранецот на нејзиното дете по грешка откако правела појадок пржени лепчиња. Претходно истото дете, според она што го раскажуваат родители, досега неколку пати покажало агресивно и насилно однесување, а се заканувало и со ножици. Веќе 4 години континуирано се соочуваме со сериозни проблеми во однесувањето кои вклучуваат напади со ножици врз соученици, вербални закани по живот, секојдневен психофизички притисок, вознемирување и константни обструкции во наставата. Впечатокот кај нас како родители е дека раководството на училиштето не презема соодветни, навремени и ефикасни мерки за трајно решавање на проблемот, стои во писменото објаснување на родителите. Пред училиштето затекнавме дедо чии внуци посетуваат настава тука. Тој вели дека знае за инцидентите бидејќи едно од внучињата е 4-то оделение и смета дека полиција треба да биде присутна во училиштето. Некој дете со нож и се заканува на децата. Загрижени ли сте сега за безбедност? Претерано сум загрижен. Не да е Боже да се случи како што се случи у Србија. После ќе биде касно све. Канал 5 побара објаснувања од директорката на училиштето за она што се случувало, но и за детето, дали претходно правело проблеми. Таа во телефонски разговор ни кажа дека не е во можност да говори јавно во камера и дека ќе даде одговори на прашања во писмена форма. До почетокот на вестите објаснување нема. Инцидентот кој според родители се случил на 9 февруари дури денес е пријавен во МВР. Денес, околу 10 часот во СВР Скопје, полициска станица Центар, родител на ученик во основно училиште на подрачјето на Центар во Скопје, пријавил дека на Вибер група помеѓу родителите се споделува информација дека еден ученик носи нож во училиштето. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Родителите велат дека во училиштето има насилно однесување и од страна на други деца. Според нив и девојче од 7-мо оделение физички се пресметувало со наставници пред неколку месеци, а ваквите инциденти раководството успеало да спречи да се споделуваат јавно.